Почитуван председател на ВМРО ДПМН, професор доктор Христијан Мицковски, почитувани градоначалници, почитувани пратеници, почитувани присутни. Со многу енергија, ентузијазам, нови идеи и визии го започнавме раководењето со општина Македонска Каменица. Ветивме дека нашиот град ќе го врати стариот сјај, дека ќе биде модерен и препознатлив и веќе во првите 100 дена веруваме дека се движиме во вистинска насока. Креираме собствен систем и начин на работа кој ќе се овозможи Македонска Каменица да биде општина со нула корупција. Сите буџетски расходи ќе бидат транспарентни, достапни, граѓаните ќе знаат дека нивните пари се трошат на вистинско место, со што ќе ја подобриме довербата на администрацијата и од честноста во нашето работење. Мојот тим е во континуирана комуникација со граѓаните, среда и петок се приемни денови за странки во општината и така добиваме релевантни информации за сите проблеми кои се решаваат во најкраток може рок. Наследивме дезориентирана, спора и нефункционална општинска администрација и веднаш започнавме со модернизација на начинот на кој таа ќе функционира во иднина. Процесот на набавка на потребната опрема, зголемувањето на мотивацијата за работа кај административните службеници и правилно распоредување на работните задачи ќе продолжи и наскоро ќе имаме тим подготвен за брзо, ефикасно, отчетно и транспарентно работење и справување со сите предизвици ставени во служба на граѓаните. По првичните анализи, мојот тим констатираше дека низа неправилности во работата на претходната структура. Нема реализиран унитетен значен и капитален проект. Огромен број исклучени договори и исплати беа без проведени постапки за јавни набавки, договори кои се на штета на општина Македонска Каменица, сомнителни јавни набавки, недостаток на вистински систем за прибирање на даноци и други давачки и слично, и од таа причина побаравме од Државниот завод за ревизија да изврши контрола на досегашното работење. Наш приоритет се нашите сограѓани, и затоа со брзи и квалитетни решенија делуваме во сите општествени сфери, градиме модерна, отворена и услужна општина насочена кон подобрување на квалитетот на живот. Пред нас се јасни цели, го започнавме мандатот со решавање на најранливите проблеми и реализација на проекти кои се од широк јавен интерес. Во општина Македонска Каменица во моментот во тек е изградба или подпишани се договори за изградба на следните локални и пристапни малски патишта и улици кои се со вкупна должина од околу 6545 метри. Локален пат до Мал Албанци во село Тодоровци, реконструкција на дел од локален пат до село Цера, локален пат до Дракарска Мал во село Луковица, локален пат до Мало Карамфилци во село Цера, локален пат до Мала Догри во село Дулица, изградба на дел од улицата Миле Јаневски Джингар во Македонска Каменица. Во подготовка е потребната документација за изградба на асфалтен пат во село Костиндол од Мала Штабо до Мала Човање. Започнавме постапка за изградба на нова општинска зграда која ќе биде лоцирана во непосредна близина на градскиот плоштад, а за таа цел веќе е извршена физичка делба на парцела и промена на катастарска култура. Има договор за изградба на згради и помошни објекти за потребите на местните заедници во село Саса, село Тодоровци, село Луковица и село Костиндол. Во фаза на реализација до изградба на кејот, однесно регулирањето на речното корито на долниот дел од течението од река Каменичка. Во фаза на изработка се урбанистички планови за населените места во село Саса, село Моштица и село Луковица со вкупен опфат од 220 хектари, како и измени дополнување на ДУП на Македонска Каменица за блок 3, 8, 13, 14 и 15. Подпишавме договор за улично осветлување на влезовите во Македонска Каменица, проект кој ќе се финансира преку проект на Центарот за развој на Источноплански регион, а за кој дел од средствата ќе се обезбеди од општинскиот буџет. Го коригираме проектот за осветлување на кеј на река Каменичка и овој месец ќе започне постапка за јавна набавка. Во фаза на подготовка е проект на документација за изградба на парк на бранителите во централното градско подрачје. Подготвивме проект за реконструкција на дел од градскиот базен и доградба на нови содржини на градски базен и изградба на мал базен за дечиња. Во завршна фаза е реализација на проектот водоснабдување на Мала Павлишдол во Македонска Каменица. Подготвивме техничка документација за изградба на крак на фекална канализација во Мала село, во село Моштица.
Во фазата на подготовка е проектната документација за изградба на спортски комплекс проект кој ќе биде уште еден модерен белег на нашата општина. Партнерно и хортикултурно го уредивме паркот лоциран во триаголникот помеѓу улиците Александар Македонски, Гоце Делчев и Руенска. Предвидовме 4,8 милиони денари од општинскиот буџет за изградба на паркинг во непосредна близина на детската градинка Бамби, паркинг во непосредна близина на ЈП Камена река и за паркинзи на други локации кои дополнително ќе бидат мапирани согласно потребите на граѓаните. Ги изчистивме дивите депонии во централното градско подрачје, а до крајот на месец март ќе ги изчистиме пријавените и мапираните диви депонии во руралните средини. И ја поддржавме екоакцијата за чистење на Калиманско езеро. Традиционално во соработка со приватниот сектор обезбедивме и поделивме новогодишни пакетчиња за сите дечиња во градинката Бамби, во основното училиште Свети Кирил и Методи. Во првите 100 дена од мандатот доделивме еднократна парична помош за болничко лекување од вкупен износ од 210.000 денари, а континуирано доделуваме еднократна парична помош за секое новородено дете во износ од 10.000 денари и 20.000 денари за секое првоновородено дете во тековната година. Доделивме пакети за лица со попреченост по повод 3 декември, меѓународен ден на лица со попреченост. Во партнерство со Рудник Саса поделивме повеќе од 150 социјални пакети за ранливи категории на граѓани од Македонска Каменица. Во партнерство со Сдруженијето на пензионери од Македонска Каменица поделивме социјални пакети за стари, болни и изнемоштени лица. Во фаза на подготовка е нова општинска програма за социјална, здравствена и детска заштита, како и нов правилник за доделување на еднократна парична помош за социјални категории на граѓани и за болничко лекување. Во фаза на изработка е нова општинска програма за култура за 2022 година, а обезбедивме 3,6 милиони денари за финансиска поддршка на културно-информативниот центар Романса од Македонска Каменица. Во буџетот за 2022 година предвидовме средства во вкупен износ од 2 милиони денари за реконструкција на споменик на Вера Јоцик во село Саса, за доуредување на туристичкиот комплекс Еленец во село Цера, како и за изработка на нови проектни документации за поддршка и развој на туризам. Образованието е дел на кој ќе бидеме силно посветени. Обезбедивме подарок книга Боенка за сите дечиња во градинката Бамби, за која веќе се почнати постапки за набавка на нова индустријска машина за перење алишта и фрижидер, а обезбедени се и финансиски средства за реконструкција на дел од тоалетите во детската градинка. Започнавме постапка за изработка на правилник за еднократна финансиска поддршка за сите ученици кои ќе се запишат средно образование во Миле Јаневски Џингар, со што ќе допринесеме за зголемување на бројот на ученици во ова училиште. Во новиот општински буџет за 2022 година предвидовме финансиски средства во вкупен износ од 4,2 милиона денари за поддршка на спортски клубови кои ќе функционираат на подрачјето на општина Македонска Каменица и за реализација на проекти од општинска програма за спорт и млади. Подпишавме меморандум за соработка со општина Балчова од Република Турција, каде што ќе разговараме за промена на културни манифестации, бизнис, едукации, луѓе кои што ќе дојдат тука ќе инвестираат и имаат желба за тоа, така да ние ќе му возможиме сите услови и се надеваме дека ќе имаме плодна соработка и со тие луѓе од Измир кои што се наклоните кон Македонија. Во текот на 2022 година ќе реализираме 98 значајни проекти или активности, при што наши приоритети ќе бидат граѓаните на Македонска Каменица. Ви благодарам и убав ден.